Последниве децени IT индустријата зема се поголем замав. Денешното време не може да се замисли без компјутер, мобилен телефон или пак дигиталните алатки. Не е само обичниот човек, туку и реалниот сектор кој што без дигитализација не може да има економично, рентабилно и продуктивно работење. Младите, вклучително и струмичани, се повеќе заинтересирани за IT секторот. Се смета за еден од најплатените бизниси не само во земјава, туку и пошироко. Дали е потребно наука, односно изучување на оваа област, дали е тоа желба или пак талент кој што може да се биде еден добар IT инженер. Во овој подкаст на Биди свој во седиштето на Европската куќа во Струмица, Милан Савов и Бранко Илишев, IT експерти и основачи на Smart Click компанијата кои што на некој начин се обидуваат да едуцираат и да цврсто пловат, а веќе цврсто пловат во реалниот сектор со IT технологијата. Добре дојдовте, благодарам што се озвавте на поканата да бидете дел од овој подкаст на Биди свој. Реков, младите го сакаат овој занет, овој бизнис. Се смета за еден од најплатените. Реално, колку месечно заработува еден IT експерт? Савов? Искрено зависи од искуство, од технологии кои што се работат. Почетни, веќе има многу простор за да се започне прво пракса како IT експерт, како експерт најпрво како практикант, нели да ја оформиш професијата, а потоа заработките достигнуваат 2, 3, 5, 10 илјади евро месечно. Се зависи од експертизата која што имаш. Но за се тоа треба време, не е така едноставно. Не е едноставно. Бране или Бранко, прости? Исто како што рече Милан, значи на почетокот се почнува нели од минимална, се додека се стекнува искуство и како сам се надоградуваш, се повеќе вредноста ти се зголемува и нормално е дека може да добиеш да дојдеш до многу високи примања, што се неколку пати повисоки од минималните. И она просечната во нашава земја, со оглед дека ова што го спомна Милан е, мислам, плата, месечен приход. Да. Пред да и дозволам збор на колешката Јанчева, она што ме интересира, дали ова се учи за оваа професија, треба да имаш талент. Добро. Да ми објаснете. Мислам, сериозно, сите сака да станат во последно време IT инженери, IT сектор, мислам, има и такви примери кои што не се со високо образование. Она лично ме интересира. Може ли Ване Трајков, новинар, да стане програмер, не знам. Трендот покажува дека секој може, посебно сега бидејќи има многу начини како да направиш трансформација во кариера. Дали си новинар или било што, не е важно ако имаш желба и амбиции и си спремен да жртваш неколку години за да ја достигнеш таа едукација. А за потоа, дали е талент или не, талентот е важен за почеток. Но ако не си дисциплиниран, може да дадам пример како во фудбалот. Например, Роналдо е еден од светот, ама сите други се просечни, многу други се подпросечни. Така и тука, ако си дисциплиниран, имаш талент, се трудиш доста, можеш да ги достигнеш буквално сите тие скалила на дали во програмер, дали како маркетер или што е да е. Сакаш да ми кажеш дека и на оваа возраст, ако имам желба, дека можам да успеам? Да, зашто да не? Зашто ти му кажеш да не е преминал друга професија? Зашто да не? Благодарам, колега. Мене ме интересира и за двајцата важи прашањето. Кои се вашите почетоци во дигиталниот свет? Како се роди идејата да бидете IT експерти? Да почнем јас или Бранко? Бране, ајде. Кај мене започна сето тоа кога бев на факултет. За време факултет, значи имав цимер кој ме внесе во тие води да почнам да истражувам за SEO. Уште беше не е толку познат како поим SEO. Значи тоа е веќе пред 10 години, значи јас кога почнав не ни знаев што работам. Значи цело време немаше ни курсеви толку. Се што научив е врз база на тестирање. Повеќе време посветив на едукација, на онлайн едукација, отколку на факултет. И во еден момент
можев да изберам дали да продолжам со факултет или со едукација на свој начин, тоест со тестирање. Ја избрав насоката да продолжам на свој начин, да се едуцирам. И така поминати години, секој искуството што го соберах, го тестирах во компанија во Струмица, во Мегантик. Ми дадеа шанса да го тестирам своето знание, видов дека имам квалитет, нон-стоп се надоградував и во еден момент одлучив да почнам на своје, да станам фриленсер, да се доедуцирам и после некое време се запознаев со Милан и одлучиме да направиме компанија, да понудиме нешто на пазарот што многу малку го има како производ и тие се моите почетоци. Да. Извини, Мери, да. Само да прашам, рече на факултет кога беше, тоа значи дека студираш информатика и електро, така некако? Да, студирав информатика на Гоце Делчев Штип. Так. И се надоградуваше и преку курсеви, онлайн. Да слушаме приказната на Милан? Мојата е малку поинаква од почетокот. Јас бех исто на факултет информатика во Битола. Таму заврших, па се вратих во Струмица. Во мое време јас почнав да барам пракса како програмер во Струмица и Скопје и не знам, можеби преку 100 апликации имаше, сите неуспешни, сите ми барат искуство, минимум 3 години, 5 години, реално нема како да го стекнеш. Па почнах да работам како преку шубеа од владата компјутер за секој дете ни школи, бех да монтирам компјутери и така натаму и се снаоѓаах да правам се нешто друго. Во еден момент ми се прожи прилика во една струмичка фирма, работилница, да се работам како програмер најпрво. Таму се задржах 3 години, стекнах многу искуство и сум многу благодарен на таа екипа што е таму. 2014 некаде почнувам јас како фриленсер да работам, исто за странски проекти и клиенти и тука некаде исто околу 3 години, па 2018 веќе ги основаме SmartClick. Луфтата што јас ја видев кај клиенти со кои што работах, ја надополнува фактички на Бранко експертизата и на тај начин ние двајца понудуваме нешто заедно што не секој го нуди како поединец. Значи сте били истрајни? Да, дефинитивно. И друг момент. Временски, само да се надоврзам, значи на почетоку ми требаше многу време, кој што го поминувах покрај работа и дома, да се доедуцирам, курсеви, проекти, буквално бесплатно сум ги работил страни се со цел да си ги надоградам моите вештини како програмер, па попатно се учам и во начин на комуникација со клиенти, со тим, како да се организирам, како подобро моето време да го организирам, попродуктивен да бидам. И се тоа со тек на време си ги носи самите резултати. Да, сакав да прашам една паралела. Знаеме дека во време кога вие сте се едуцирале и сте биле во зародиш на вашата професија, не беа толку достапни компјутери, лаптопи и интернет како и на денешно време. Имавте ли некои предизвици со кои моравте да се соочите? Имавте ли достапно компјутер во секое време? Како што е на денешно време, имаме бесплатни обуки, едукации во секој момент. Како беше тогаш? Компјутер имавме, да. Интернет исто, малку по-лимитиран, по-бавен беше од тогашно време. Курсови немаше толку многу. Скрипти од факултет или книги сме купувале за да ги изучиме сите тие работи кои што се ни требале во тогашно време, што сега се застарени, поминало е. Така, значи желбата, упорноста биле најбитни за да се успее во тој дел. Да, добро, и реалниот сектор се дигитализира во последниве неколку години, што не беше случај пред една деценија кога нели сметководството или книговодството рачно се книжеше, па сега отиде далеко на некоја друга страна. Ви ги слушнав приказните како почнавте. Имаше ли моменти кога сакавте да се откажете, бидејќи кога сте почнале после нова прашање Савов до тебе со оглед дека рече од 2004 така или 2006 година, да. 2009 заврши. Тука некаде, значи во тој период кога реално некако беше мисловен поим тоа IT инженер.
Имало ли моменти кога си сака да се откажеш, па да бидеш еден обичен работник или пак нешто сосема трето, па не си се откажал? Еве, рече дека си работел и за без пари. Едно големо не, никој пат не сум помислил да се откажем. Ќе ви дам еден пример. Да. Татко ми беше на Мак Петрол, во тогашно време вработен и имаше прилика да ме вработа на пумпа. И од него имах многу голема подршка, ми кажа никој пат тука да не се стапнал на начин, само продолжи, вик, това ќе го правиш, да го правиш и со најголем успех. Значи буквално во ниеден момент беше тешко, не викам не. Моментално за пракса е премногу отворено, компаниите се отворени, плаќат и за луѓе што немат никакво знаење, се со цел да ги тестират. Има и многу големи компании со големи буџети и си како предвиден ризик кој ќе го прифаќат за да од 10 луѓе еден да биде окей. Тогашно време воопшто не се нудеше такво нешто. Пракса да ти плаќат и да учиш. Значи требаше тај пат сам да го изодиш, да стигнеш до некое знаење за да започнеш да работиш нешто. Сепак желбата е било поголема, колега. Бранко? Да. Исто и кај мене, никогаш, тоест не кажав или не сопрев да мислам да се откажам од сето тоа. Напротив, тоа ми беше како мотивација, ако не заработам, пример, додека бев како фриленсер и ако имав доста знаење, на почетокот беше многу тешко да најдеш работа, бидејќи се обраќаш на другиот свет, што се вика. Апсолутно. Овде во Македонија се уште не ни беше познато. Дали имаше 10, дали имаше 10 луѓе кои стриктно се бават со SEO и тој почеток ми беше многу тежок, но никогаш не кажав не или да престанам, туку напротив учев што е можно повеќе за да станам поквалитетен и да станам поконкурентен на странскиот пазар. Ова малку ми, навистина ме фасцинира, учев, иако си завршил и Савов, предпоставам дека со постојано се едуцирате. Со оглед дека IT технологијата има ностоп новитети и тие алгоритми, што би рекол мој колега. Во тој период, кога беше во зародиш, мислам, и се уште дигитализацијата кај нас во реалниот сектор зборуваме, малку како мислам на именка, каде се едуцираш? Малку ги имаше на почетокот, секој беше скржав во наводници, како беше тој пат? Бидејќи едно е факултетското образование, но она практично искуство, Савов рече, јас сум крајно благодарен на овие момци таму кои што во тие 3 години, но сепак континуирана едукација на самиот почеток за да се совладат одредени техники, решенија, беше ли тешко? И од каде црпевте тие нови методи? Да, па беше тешко бидејќи се запознаваме со некој нов свет, бараш форуми, бараш луѓе кои споделуваат мислења, тие мислења ги искористуваш и ги тестираш на своји проекти, да видиш дали функционираат, дали не функционираат, правиш свои тестови, свои истражувања и на крајта доколку работи го имплементираш на своите клиенти или на своите проекти. Значи целата моја наука или искуството што сум го стекнал е 90% врз база на тестирања и истражувања што сам сум ги направил. Колку што добро те разбирам, значи нешто си видел, си наслушнал или па го имплементираш на нешто кое што не е наменето за пазар, па го тестираш за своји потреби, па тек тогаш го нудиш. Мислам колку што разбрав. Савов? Се уште тоа го правиме. И се уште се прави тоа. Да, значи најдобар начин е преку тест. Кога нешто ќе научиш, ако не пробаш сам да видиш со какви предизвици ќе се соочиш, многу е тешко да го понудиш како продукт на некој друг за да го наплатиш. Значи тотално не е нешто поразлично и сега ние секој ден мора да се надоградуваме, да учиме, да бидеме во текст со трендовите и да може да понудиме нешто уникатно што на нашите клиенти ќе им донесе и резултати. Да. Тоа е значи вашиот ризик кој вие го преземате, се едуцирате, тестирате, пробувате и дали ќе биде успешно на пазар и дали ќе биде прифатено, тоа е ризикот што останува да се види, така? Но не се откажуваат. Не се откажуваат, сватив дека се упорни. Не кажал дека е ризик, пак е искуство плюс, значи мора да го поменаме тоа. Да. Во моментот на какви проекти работите? Или со кои компании, какви услуги? Да. Па не, добро е да се знае. Доста обемно прашање. Најмногу сме фокусирани на странски пазар. Да. И може да ви кажем која е причината поради тоа.
првично имаме амбиција да работиме со струмичани, со македонци, Меѓутоа, но професијата многу беше подценена од страна на домашни компании. Сега мислам оти е многу по-добро, но во моменти кога ние почнаваме не беше баш така и некако фокусот ни остана на странски пазар. А соработки имаме буквално со компании од цел свет, од Америка имаме, од Британија, Скандинавија, Холандија. Имаме различни бизнеси со кои ќе работиме. предпоставувам дека станува збор од финансиски аспект за тоа колку е ценат вашата работа или има и нешто друго што ве мотивира да имате клиенти од странство за разлика од начинот на кој компаниите што тука? тие пристапуваат е многу поразличен од тоа, значи се знаат што сакат, идат со спремна спецификација, сакам тоа и тоа до тогаш. Имаме буџет толку или се договараме. Значи буквално се е како што изгледа еден идеален проект за работа и на наше е само да го сработиме и потоа да одржуваме врски и да ги одржуваме сите тие проекти. Значи ли тоа дека компаниите во регионот, например, и државата се уште не го разбираат тој дел на маркетинг, на промоција, на бренд awareness, што го кажуваме, развивање на брендот и начинот на рекламирање? Мислам дека фали едукација од таа страна за компаниите повеќе. Да ја препознаат нивната можност, како преку тоа може да остварат контакти во странство повеќе, како да продават повеќе во странство, па макар и во Македонија си ја зголемат продажбата. Не е доволно искористен потенцијал што тие го имаат. Сваќам, да. Да. Данко, дали се согласуваш со Да, сето она? потполно се согласувам, значи уште поем од SEO или маркетинг канал од SEO, органско пребарување, нели, посетители од органско пребарување во Македонија се уште не е познато. Значи сите користиме Google кога ни треба нешто, но никој не се запрашува добро како овие резултати се појавуваат на Google. Да, тоа е интересно прашање, нешто интересен поим кој многу често се користи меѓу компаниите, меѓутоа ајде малце објаснете ни на нас како лаици во IT технологија. Не само нас и поголемиот И дел. поголемиот дел. Што значи тоа SEO? Што значи? Кажи ми како пребаруваш на интернет. Например, ако сакам да најдам обувки, ние женските нели, Да. сакам да си купам обувки и прво што ќе ми текне е да пишувам женски черви на Google, да. И предпоставувам дека ќе излезе некоја фирма што е најдобро покриена од вас IT менаџерите. Меѓутоа не знам на кој начин тоа функционира. Како нашите компании тоа да го добијат? Па баш тоа е тоа, тие резултати што ствари се појавуваат, компаниите кои што соработуваат со нас, ние им помагаме да се позиционираат на први места. И тука веќе во како тоа се случува, Тоа е дел од 10 тајна. години искуство уназад кои што го имаме. Да. И друго колега ме интересира. Да. Не, ова навистина сум лаик во таа област, но реков дека ова е дигитален свет дефинитивно. Сакате да ми кажете дека одредена компанија или одредена продавница доколку понуди чевли женски и има своја веб страна, вие ќе со одредени решенија ќе истолите да биде меѓу првите кога некој ќе пребарува? Да. Јас помислев дека тоа е одраз на сообраќај, интернет сообраќајот, дека доколку повеќе се отвора одредена страна, таа прва излегува. Не. Не. Од таа Не, страна, да. сериозно. Јас не знам. Значи Google стриктно сака сите, дали станува збор за големи или мали компании, на сите да даде подеднакви права да се појавуваат на Google. Што значи ако ти си добар бренд, еве ќе земам Coca-Cola, и сега пример во споредба со Струмка, нели Струмка треба да има помал потенцијал кај Google. Тука Google гледа дека, тоест дава шанса на рамноправна шанса и на помалите компании да започнат да добиваат органски посетители преку Google. Доколку нели имаат оптимизирана страна, објавуваат корисна содржина, ги едуцираат своите клиенти, нудат квалитет, стануваат доверливи кај луѓето и така тој ги позиционира. Ама и вие имате дел, например, кога спомна за Струмка, и вие имате дел во решенијата на таа веб страна нивна или пак и со советите кои што ќе ги давате да бидат позиционирани онака како што посакуваат и бизнисмените и вие да бидат задоволни клиентите. Барем
ова што го сваќам дека и вие имате дел во тие креативни решенија како таа да биде. Да, затоа уствари не ангажират. Затоа они седат по цел ден пред компјутер уствари. Тоа е поентата. Мене ме интересира и друго, тоа на Facebook. Ова е многу прашања очигледно. Само ова би сакал да го прашам. Сега, ако е тоа новото време, колку македонскиот реален сектор, односно македонските компании го сваќат ова што ми го зборувате дека со ваши креативни решенија можете посилно да се позиционираат при евентуално пребарување, она што го рече органското пребарување без да се да платиш за да бидеш повисоко на тој дигитален, ајде да кажам, пазар. Многу мал процент, многу мал. Сите тргнуваат од факт дека Македонија е мал пазар и воопшто како не го гледаат тоа исплатливо. А овој пазар воопшто не е покрин буквално во можеби во ниедна индустрија во Македонија. Така да секој што ќе почне да го прави тоа може да ги завзема тие топ позиции. Многу на побрз начин отколку кога сите би го правеле. Бизнисмени, слушнавте. Слободно контактирајте ги доколку сакате да се пробиете и на македонскиот и пошироко од нашиот пазар. Повелкочки. Да, јас сакав да прашам еден друг, не знам како да го кажам, ајде, синдром што многу од луѓето го приметуваат ако пребаруваме на Facebook или Instagram, за моите чевли, и веднаш потоа ни доаѓаат реклами, баш од тие компании. Дали и тука вие, IT експертите, имате умешано нешто прсти? Како тоа функционира? Се тоа е платен маркетинг, значи буквално веќе сите наши податоци се достапни на интернет за секој, посебно за тие корпорации. И ако еднаш почнеш да пребаруваш за нешто, од сите страните таргетираат за истиот производ, да ти понудат уште нешто. Се тоа е на еден начин поврзано. Сега нашата специјалност е само на Google, додека другите канали се посебни компании кои што се усовршиле од тоа. Ајде да прецизирам уште еднаш вака малку поеластично да бидем. Јас имам моја компанија. Имам моја компанија и вие доаѓаме во Smart Click и вие што ќе ми понудите? Еве јас сум лаик во тој дигитален свет. Што ќе ми понудите, а произведам на пример еве чевли. Значи реално нашиот пристап е обично најчесто компаниите имаат првично нивни нејасноти во бизнисот и не знаат точно на која публика се обраќаат. Најчесто, не викам сите. Со нив пристапуваме на начин што дефинираме нивниот идеален клиент, на кој ќе ги продаваме тие чевли. Сигурно јас нема да ги купам, ако се женски. Така да дефинираме публика на која што сакаме да се обраќаме. Потоа врз база на тоа правиме структура на сајт, како да искомуницираме со нашата идеална публика, како да ги продадеме во поголем број. Па правиме дизајн, правиме веб страна, го анализираме пазарот, дали има и други компании кои што продаваат исти или слични чевли и како ние пред нив да се позиционираме. Во што би биле ние подобри ако го продаваме истиот продукт. Сигурно има нешто кој што можеби самата компанија, дали бесплатен шипинг, дали не знам, корисничка поддршка, некој ќе им даде друга. И откако се тоа е завршено, после има дополнителни стратегии каде што SEO тимот продолжува да ги прави за да ги одржуваме тие посети и ранкинзи и дури други продукти да позиционираме и да се зголеми продажбата колку што може повеќе. Ова што ми го велите, не сте само IT експерти. Па вие сте и маркетинг експерти. Ова што ми го кажуваш, ова е маркетинг стратегија. Нашиот пристап е повеќе бизнис пристап, не само маркетинг или IT, туку сакаме комплетно да му помогнеме на бизнисот да скалира и да ја зголеми продажбата. Не е само еден вебсайт, например, може да биде и најубав, но што ако некој не го види, ако не го гледа. Или може да има први позиции на Google, но да пребаруват група на луѓе кои што не им е потребен тој продукт. Значи, ако овие две работи не се заедно како синхронизирани, заедно со сајт, заедно со маркетинг стратегија и неговата публика е... А ова вие им го нудите буквално како стратегија, како решение кој што е потребна во тој сегмент. Едно прашање, Бране, свесен си и ти, претпоставам и Савов, и јас, и колешката, па и сите дека последниот период некако компаниите се свртени на социјалните мрежи, односно на дигитални платформи, Instagram, Facebook и да не ги на TikTok, да не ги наредувам, сите, таму некако се сконцентрирани дали со платено или не знам како, органско или како и да е, сепак има ли допирни точки, прашање или само исклучиво со таа веб страна
или пак ги користите и овие алатки? Бидејќи некако фама, зошто да инвестирам јас во веб страна, овие пари ќе ги инвестирам и ќе спонзорирам мојата објава. Еве. Да расчистиме одредени дилеми. Или, Да, само уште да се надополнам на прашањето. Моето скромно искуство од маркетингот би спомнала дека знаат од компаниите да кажат да, јас си постирам слики на Facebook и доволно ми е тоа. Дали е тоа доволно за маркетинг? Да се постават две слики и толку, завршено е. Обично компаниите некако сакаат да бидат во тренд на Инстаграм, да се појават, а дали имат Facebook, односно веб страна, не наблегувам во тоа. Да, значи, прво да одговорам на првото прашање, значи социјалните мрежи и органските посет, тоест и SEO не се поврзани во смисла да SEO зависи од колку ти добро перформираш на социјалните мрежи. А од друга страна, социјалните мрежи и SEO се различни канали и еден за друг се на еден начин споени. Пример, ако луѓето доаѓаат до вашата веб страна преку органски трафик и во моментот се одлучат да не купат. Преку социјалните мрежи може да се направи ретаргетинг и баз за тоа што пред малку зборувавте, доколку нели кажеме нешто или отвориме некоја веб страна, после не пуштаат само такви реклами. На тој начин фактички работи целиот маркетинг и на тој начин се поврзани SEO како канал и социјалните мрежи. А колку често се објавува или каков тип на содржина се објавува на социјалните мрежи, тоа зависи нели според публиката што е таргетирана. Понекогаш е добро да се објави нели и секој ден, но понекогаш и еднаш неделно, нели се зависи која ни е целта. Да. И каква стратегија ќе се изготвува за компанијата, да. Ставав нешто да надополниш во тој поглед или па е прашање до тебе? Е мојата компанија која што во наводници е спомнат, подобро е да постирам на социјалните мрежи или пак да побарам решение од вас? Пак е стратегија и што е доволно за тебе најважно, што ти сакаш да постигнеш со бизнис. За секој е различно. Сакам резултати. За секој е различно. Значи, некој локален бизнис може и ќе се заврши работа само со Facebook страна, нему ни треба веб страна. Може нема ни средства да ги инвестира. Но ако сакаш да скалираш бизнис глобално или барем на територија на Македонија, секој дека повеќе канали се подобро. Да. Значи, или ми го реди да кажам да се обратам до SmartClick. Колку Ќе го добијам. Не би кажал дека е за секој. Значи, ако е локален бизнис кој што нема амбиции да скалира, нема зошто. Да. Повели. Јас би преминала малце на младите колеги. Да. За тоа мислиш и ти? Да, факт е дека сите седиме пред компјутери и еве ајде вака да го почнам ова прашање. Знаеме ли да го искористиме таа предност што сме пред интернет, пред компјутер или факт е дека младите речиси само може да гледат, да се едуцираат со некои претежно за забава и рекреација некако добивам впечаток дека се ги користат и ова современи IT технологии, но по ова што ми го кажуваат и вашите приказни дека може да се заработува од тоа. Која е вашата перцепција? Дали младите се свесни дека можат преку IT технологијата да напредуваат? Пак е многу генерално, но дефинитивно да. Сите што имаат амбиција, желба, се спремни за нови знаења, за учење, сакам само да се надоврзам претходно што спомна дали како новинар можеш да направиш трансформација. Кај нас во фирмата моментално повеќето од луѓето не се во IT индустрија, не се школувани во таа индустрија. Значи имаме колеги кои што имат педагошки, работат како контент маркетери, имаме колеги кои што се били дистрибутери, работат SEO експерти моментално. Буквално секој што е отворен само да направи чекор, секој има шанса. Да, значи ова е препорака, доколку не значи ако сум завршил јас економски, дека дека не можам да се снајдам. Мислам дека за и околу младите ова влијанието на дигитализацијата пак дали има
Да, прашање. сакав да прашам дали има потенцијал кај младите. Знаеме дека во денешно време имаме инвазија, сите се геймери, сите седат буквално по цела вечер седат на компјутери и играат игри. Дали од сето тоа може да произлезе некој програмер или IT експерт? Кој е вашиот став, кој е вашиот мислење за дигиталниот свет? Дали влијае позитивно или негативно на младите? Па се зависи до младите. Има млади кои само се посветени на игри и цел живот претпоставам дека тоа ќе ги исполнува ако играт игри. Има на денешно време барам е лесно и преку игри да заработуваш. Од друга страна, барам јас може да се земам како за пример, и јас на времето по цел ден играв компјутерски игри, низ компјутерски студија се дружив со луѓе, на крај да ми некако да преземам акција и да пробам да побарам на Google како можем јас на интернет да заработам. Значи, времето ќе покаже дали таа дигитализација ќе има влијание врз младите, дали ќе ги натера да размислуваат како да заработат од интернет или пак ќе се насочат во друга насока, во смисла може тоа нема да ги исполнува и ќе почнат некоја друга кариера. Да. Дали вие како компанија сте во можност или преземате некои чекори за да придонесете во таа едукација и насочување на младите? Знам дека имате академија за IT експерти или како и да е назначена. Што вие придонесувате во општеството за да се развијат младите во тој дел? Моментално, пак ќе се надоврзам и на луѓето кои што се во нашата компанија, значи почнаа без искуство како пракса и го изодија цел тај пат што е потребен за да станеш добар во полето што го работиш. А исто, ние немаме собствена академија, иако во иднина ние во план, но имаме соработка со SMX Струмица и поддржуваме ги академиите и моментално и со една штипска академија исто ќе го направиме. Ги поддржуваме академиите со тоа што наши експерти ќе креират програма, буквално специализирана како што ние работиме и патот кој што тие го имам поминено и начинот кој што сега нели го практикуваме во работата. Се со цел од пракса да им покажеме на младите луѓе како се и алатки и процеси како се извршува се додека да стигнат до позиција да може да работат во компанија и ќе ги предават луѓето од нашата компанија на тие академии. Кој се може да се пријави на таква една академија? Јас и колегата може секој, да се пробам? Да. Значи, не мора да биде, нема ограничено лимит ниту за години, ниту студент. Па дали? не, мислам Можеш за да си конкретно бидеш за студент на било програмирање имаше некои критериуми, но во глобала може секој да почне да проба, па Да се проба среќите. да. Јас сум на вистинскиот пат. Да пробаш? Не, јас сум веќе со првиот чекор веќе кон IT секторот, со оглед дека слушајќи го Бранко, рече дека на почетокот со компјутерски игри, ова веќе јас го имам совладено, сега треба вториот чекор да се пријавам во академијата и да ги почнам да ги совладувам техниките, зашто да не, бидејќи рече дека луѓе и со педагошка академија, она преквалификација, доквалификација може да се направи токму преку академијата каде што ќе може да се доедуцират и да отпочнат. Океј академијата, но јас ти имав поставено и едно прашање. Не се плашите ли дека правите кадар за извоз? Не го гледам на тој начин. Мислам дека секој Или со IT технологијата може и од овде, од земјава, да се заработува добро. Секој што е решен да замине од земјата, ќе замине на кој да е начин, дали преку нас. Ама не сум слушнал IT инженери многу да бегаат од Па земјава. има. Не е само ради финансии да останеш туку во Македонија. Аха. А на еден начин е секако поисплатливо и повеќе можеш да ги задржиш доколку им понудиш подобри услови отколку другите професии. А наша мисија е некако да создадеме компанија во која што ќе го зголемаме стандардот на нашите вработени и нема да помислат да треба да сменат кариера, професија, компанија или да заменат устранство. Тоа сакаме да постигнеме. Море не само стандардот, туку и да проширите дејност. Се надеваме тоа. Значи тоа не е комисија и ако го успееме, зошто би се плашил да формираме кадар за извоз? Така. Повели. Уште едно општо прашање, знам дека вие, како ние ве знаеме да ве кажеме компјутерџиите, имате малце поразличен начин на живот и се. Што правите приватно?
Како ви Седат на приватниот компјутер. живот? Па Седат на дали сте компјутер. по цел ден пред компјутер или имате и ваш приватен живот? Јас имам колеги кои се по цел ден пред компјутер, кај нас и по цела вечер. Колешке, со овие, Како го поминуваат со овие денот, платички колега? кои што ги спомна месечни примања, Така. на посамиот Шетаат по светот, не, мислиш? компјутерот може да се работи и од Да, друга тоа е, да. не е само од единото. струмица. А, Како го Како поминувате и сите денот на други. работа? Порано, например, кога почнуваме, дефинитивно многу повеќе се работеше и по од работа, дома, па пак тест, учене по 10-15 сати од ден обавезно. Сега е по-друго. Се обидувам, бидејќи сега сме одговорни за бизнис и за луѓе во фирмата и за клиенти, не е само да си на компјутер. Мораме да бидеме многу организирани, планирање на ден правиме секој ден за цела недела, некој пати за цел месец. Планираме кога ќе има состаноци, кога ќе има продуктивно време, што ќе работиме на некои идеи. Остатокот од времето, фамилија, Спорт и рекреација. прошетуваме, спорт, рекреација. И компјутерски игри. Играте игри? Од време на време. Вишки, јас ви благодарам што созвавте на ова наша покана да бидете дел од подкастот на Биди свој. Фала на вас, покана. Многу успех во вашата мисија. Навистина ме радува што отворено разговаравме со луѓе од IT индустријата кои што за кои што многу мина велат дека па тие се вика малку посебишни, недружелюбиви, Па, кријат, почудни. почудни некако. Ве благодарам, многу успех пред се во Отворени остварувањето на сме ваше. за контакт, за прашање, за совети буквално за се. Да. Не И е уште ваш, едно прашање, не е колега. случајно. Ќе заборавивме за малце совет за младите. А, Која да. е нивната препорака за младите кои сака да тргнат по вашите чекори, например? Само да се отворени за учење, за нови знаења, да имат желба и спремни да го поминат патот без да мислат само на финанси во моментот кога треба да црпат знаење. Да, Бранко. Да, исто би го се согласувам со Милан, значи да имат зацртана визија, да не се ориентираат на пари. Ако бидеш специјалист во нешто, значи парите сами ќе си дојдат. Во ниеден случај да не се откажуваат, значи само напорна работа и до едукација. Ви благодарам. Благодарам уште еднаш, многу успех во вашата мисија. Бидете упорни ова што го кажа Милан и Бранко. Не се откажувајте од вашите соништа, бидете доквалификувајте се, постојано едуцирајте се, а IT секторот нуди огромна можност. Парите сами по себе ќе дојдат. Секој добро.